песок, прашина и дупки. Оштетените улици во Визбегово остануваа долгогодишен предизвик за жителите и бизнисите во Васкопска населба, кои секојдневно се соочуваат со запоставена инфраструктура. Лаѓеја Визбек е гjendet vetëm disa kilometra larg qendrës së Shkupit, por pothuajse të gjitha rrugët i ka të paasfaltuara. Ajo që bie në sy këtu prapa meje është edhe disa vetura të parkuara, të cilat i ka mbuluar pluhuri. Прашината во лето, калта во дождливите денови и бројните оштетувања на возилата станаа секојдневие за возачите. Го контактиравме градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски, кој кратко ни одговори. Има многу нерешени прашања. Сега се решаваат како никогаш досега. Полека, се ќе биде направено. Освен улиците во населбата и улицата Хасан Приштина, позната како Качанички пат, една од најфреквентните сообраќајници што ја поврзуваат Македонија со Косово и натаму се соочува со големи инфраструктурни проблеми. Бројните дупки и оштетените делови од асфалтот го отежнуваат движењето на возилата, предизвикувајќи долги колони незадоволство кај граѓаните и бизнисите што секојдневно поминуваат по оваа делница. Од град Скопје велат дека ставиле голем фокус на сообраќајниот јазол кај Момин поток, како и на делницата до крстосницата со булеварот Словенија, како што додаваат, динамиката на работите во овој дел е значително забрзана и овој проект представува олеснување на сообраќајот од тој дел на градот. Паралелно се завршува комплетирањето на документацијата за булеварите Цветан Димов и Косовска бригада, при што е предвидено нивно проширување и трајно решавање на сообраќајниот хаос. По завршувањето на овие проекти се разгледува можноста за целосна реконструкција на патот во Визбегово во близина на индустријската зона. Инаку пред неколку месеци бизнисмените од најголемата економска зона во државата Визбегово побараа ново асфалтирање на овој пат. Според нив, на оваа улица функционираат повеќе од 100 компании кои вработуваат околу 8000 лица, а нивната дејност носи околу 600 милиони евра годишен промет и 40 милиони евра добивка, што представува 7,5% од бруто домашниот производ.